Добро вечер, другарки и другари. Добро вечер, победничка Струмица. Оној кој имал можност да застане на бина тука во Струмица, може само да знае колкаво е задоволството да се говори во бастионот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, на социјалдемократијата и бастионот на напредокот на нашата држава. Струмица е светол пример и символ на кој што сите се гордееме. Овде Социјалдемократскиот сојуз на Македонија покажува како се работи во интерес на граѓаните. Што значи кога победуваат социјалдемократите и што значи да се гради и да се развива една општина по светски стандарди. Така било во минатото, така и денес. Кога пред 15 години македонските градови кубуреа со канализации и крпење на дупки, Струмица доби најубав булевар. Кога другиве ги крпеа плоштадите, Струмица доби најубав плоштад. И кога по транзицијата градовите во државата мака мачеа да отворат нови индустрии, Струмица прва го направи исчекорот и во нови фабрики, и во развој на земјоделие, и во извоз, и во развој на градот, меѓутоа и благосостојба на граѓаните. И затоа кога велам дека Струмица е градот на напредокот, Струмица е градот на напредокот и сите сме горди на Струмица. И Струмица и денес се развива благодарение на работењето, на трпението, на вредниот градоначалник Коста Костадинов. Коста Костадинов е еден од градоначалниците во изборна единица 4. Јас сум горд што го имаме и Коста, но што го имаме и Перово Валандово. Што имаме еден прекрасен градоначалник во Богданци. Што имаме еден исклучително млад и амбициозен градоначалник во Дојран. И камо среќа, барем еден од нив да ни беше во Скопје, затоа во Скопје живи пропаднавме. Улиците ни се прљави, градски превоз немаме, пешачки необележани, нема каде на тротоар да застанеш. И се до тоа, затоа што не излажаа. Ни кажаа ќе имаме градоначалник, добивме едно големо ништо. Едно големо ништо како што државата имаше цели 11 години во државата. И затоа да бидете и горди и среќни што ги имате и Коста и сите други градоначалници во овој регион. И како што Струмица се развива, така од 2017 година Социјалдемократскиот сојуз на Македонија покажа и докажа како се води држава. Покажавме како се инвестира во секоја општина, како се покачуваат платите и пензиите, како изгледа вистинска грижа за работниците, за земјоделците, за младите, за самохраните родители, за ранливите категории на граѓани, буквално за сите. Го заштитивме стандардот на граѓаните и го поддржавме приватниот сектор. Компаниите, двигателот на нашата економија. Сега само покажа како со правилни политики се исполнуваат стратешките цели и дека не постои недостижна цел. Првата стратешка цел ја исполнивме. Северна Македонија е членка на НАТО. Рамо до рамо со најмошните држави во светот. Денес, кога бесне е војна на тлото во Европа, сите разбираме колку членството во НАТО е важно за безбедноста и сигурноста на сите наши граѓани. Секој може да направи говор околу различни тези. Може да го направи и околу различни теми. Меѓутоа, мислам дека ова е добра можност еден говор да се направи околу луѓе, за личности, за примери и за тоа како може да се оди напред. Ова за што говорев, влезот на Македонија во НАТО,
На крајот на денот сите се китат со успехот. Меѓутоа, само тој кој бил дел од одреден процес може да даде оценка кој колку придонел. А тој еден остави со својата храброст и визионерство неизбришлив печат не само на Струмица, не само на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, туку и на државата. И вие треба да сте среќни исто како што сум јас среќен, што човекот од кого што зависеше и кој што ја внесе државата во НАТО е Зоран Заев тука меѓу нас. Седа сама го цени тоа и го почитува и тоа се гледа по вашиот аплауз. И за тоа ќе збори историјата. Знаете како? Ние во одреден момент можеме да кажеме дали сме најдобри, дали некој е подобар. Дали во одреден момент можело нешто да се направи на друг начин. Но од временска дистанца, јас ви уверувам дека тој чин на постигнување историски договор со Грција и влегување во НАТО ќе биде изучуван како едно од најхрабрите и највизионерските одлуки за државата. Ние, драги мои другарки и другари, драги пријатели, драги граѓани, пред нас и пред граѓаните имаме избор. И тоа имаме избор кој ќе значи одлука за еднината на државата. Прашањето на овие избори е дали ќе продолжиме по европскиот пат и ќе станеме европска држава со светски стандарди или ќе се вратиме назад во изолација и во она мрачно минато кое многу добро видовме како изгледаше. Нема друг избор. Тоа е единствената одлука. Гледам дека кога ќе почнувам да зборувам за Европската Унија, некои луѓе негодуваат. Јас ја имав таа среќа, благодарение на мојот другар Зоран Заев, да ги водам тие преговори за Европската Унија. И верувајте ми, и јас почувствував како изгледаат неправдите од различни представници на Европската Унија. Како изгледаат неправдите од различни представници на соседните држави. И како изгледаат неправдите од мои сограѓани кои ширеа лажни вести, кои ширеа хистерија, кои ми поставуваа гилјотина на плоштадот во Скопје, кои фрлаа молотови коктели по институциите, исто како што го правеа тоа кога влегувавме во НАТО. И човек во такви тешки моменти помислува понекогаш и на откажување. Но што тогаш? Кој е следниот чекор ако се откажете? Која е алтернативата? Можеме да одложиме, можеме да се сокриеме, можеме да чекаме како што чекаше ВМРО 11 години и се да изгубиме. Токму ова денес го предлага ДПМН. Да чекаме во место, да не правиме ништо и да се откажеме од нашата иднина. Тоа навидум личи лесно. Ке седнеш дома, ке се откажеш, ке почнеш да зборуваш за нешто што е многу полесно, нема да ја носиш тешката и големата одлука. Меѓутоа, цената која ќе се плати на крајот е прескапа. Ние, сегашните, но уште поголема цена ќе платат идните генерации, затоа што ќе живеат во држава изолирана, држава која не напредува. Идните генерации, нашите деца, не само што ќе жалат, туку и ќе ни се лутат на нас, што сме дозволиле да загубат години, да немаат светла иднина и да талкаат со туѓи пасоши
по туѓи држави за подобар живот. Тоа ние нема да го дозволиме. Затоа постои и друг начин. Тој начин не е лесен, но е пореален и дава вистинска надеж за суштински промени. А ние во СДСМ никогаш не сме се откажале од тој пат. Затоа што тој е вистинскиот пат кон подобра иднина. И знам дека знаете дека единствениот начин да ја промениме нашата земја зависи од континуирани реформи кои водат кон членство во Европската Унија. И ова е единствената можна светла македонска иднина. Иднина која е европска, иднина која е праведна, иднина која е економски силна и иднина која обезбедува сигурен и мирен живот за сите граѓани. Особено сега, кога сме дојдени до последниот чекор. Сега пред нас имаме еден чекор. И после тој чекор, веќе враќање назад нема. Нема десно, нема лево, нема назад. Има само напредок кон држава полноправна членка на Европската Унија. Со ДПМН, иако тие себе се прикажуваат како најголеми патриоти, ние ја спуштивме главата. И прифативме, и денес пак прифаќаат, дека никогаш нема ништо да биде подобро. И тие веруваат дека таа цел е недостижна. Тука е разликата помеѓу нас и нив. Ние веруваме и докажавме дека секоја цел е достижна. А тие еднаш докажаа и уште еднаш покажуваат дека повторно не се достојни да постигнат висока стратешка цел за државата. И се откажуваат од иднината. Се обложуваат против иднината. Секој што се обложувал против иднината изгубил. И така ќе биде и сега. На 24 април и на 8 мај ќе победат оние кои се визионери, ќе победи Стево Пендаровски и ќе победи Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Тоа е суштинската разлика помеѓу нас и нив. И затоа ве гледам вечерва и ви кажувам, нема откажување. Нема откажување од европска иднина, нема откажување од подобра иднина за државата. И ќе одиме до крај, и ќе победиме, и на крај пак ќе се собереме, и некој мој наследник ќе вели имаше двајца што ја внесува државата и во НАТО, и во Европската Унија. Таа наша борба не е борба само за некој замислен сон. Таа борба е за подобар живот, за повисоки плати, за повисоки пензии, за силна економија, за развиено земјоделство. И ќе успееме, и ќе победиме. И кажав дека овој говор ќе биде за луѓе. Поминавме 7 години и тоа тешки години. 7 години, од кои 5 беа години на криза. На здравствена пандемија, на енергетска криза, на економска криза. И сите ние кои што стоиме пред вас, кои имаме честа и одговорноста да предводиме, имаме и лична димензија, и ние сме луѓе. И ние треба да научиме, треба да видиме пример. Јас имав можност да соработувам со еден прекрасен човек, врвен интелектуалец, најврвен доктор, кој е тука со нас, Венко, кој предводеше тим на лекари, на здравствени работници,
спасија животи и ја спасија земјата во време на најголемата здравствена криза. Во соседството гледавме спортски сали полни со болни. Тоа во Македонија го немаше, затоа што обезбедивме капацитети во нашите болници. Се пренаменија цели оддели, се пренаменија цели клиники и докторите, начело со него, се справија со кризата. И потоа дојде економската криза. Дојде енергетската криза. Што вели еден мој пријател, уште фалеше некој метеор да падне, па да биде се комплет. И тогаш секој човек мисли на себе. Прво, потоа мисли на своето семејство и на крај, ако му остане сила, мисли и на другите. Кога извршувате врвна функција, вие таа привилегија ја немате. Прво мора да мислите на сите, па да мислите на вашето семејство, па да мислите на крајот на себе си. Јас се имав таа среќа да имам еден прекрасен другар или другарка до мене во текот на сите 2 години мандат како премиер, 2 години на криза, која 24 часа на ден, ама буквално 24 часа на ден, преговараше со синдикати, работеше на зголемување на минимална плата, работеше на зголемување на просечна плата, преговараше со Сојузот на пензионери, ја зголеми пензијата, донесе методологии за зголемување на пензии и минимална плата. И среќата е што и таа другарка е тука, Јована Тренчевска. И затоа ние денес можеме да зборуваме дека го исполнивме ветувањето и го надминавме ветувањето за 500 евра просечна плата. Денес просечната плата во државата е 650 евра, во што никој не веруваше. Со новата програма на СДСМ, која пак Јована ја пишува, нашето изборно ветување е просечна плата од 1000 евра и минимална плата од 600 евра. Ама тоа е ветување кое ќе го исполниме и знаат граѓаните. Затоа што ако сме го исполниле претходното, ќе го исполниме и она што го даваме сега. И дури мислам дека може да биде и поамбициозно ветувањето. Затоа што Македонија има и сила, и капацитет, и знаење за повеќе за своите граѓани. Бидејќи и пензионерите заслужуваат да им се вреднува трудот. Денес пензиите се 50% повисоки од тоа што беа во 2016. Денес просечна пензија е 6.500 денари повеќе од тоа што беше. Денес платите на наставниците се поголеми и до 70%. Платите на негователките се поголеми за 70%. Платите на војниците се поголеми за 70%. Платите на лекарите се поголеми за 50%. Платите во сите сектори се зголемени. А тоа е затоа што работевме домаќински. Работевме за граѓаните и вративме 2,6 милиарди евра кај граѓаните во време на најголема енергетска и економска криза. Вративме ги компаниите. Никогаш македонските компании не добивале државна помош. Само во нашиот мандат како влада 919 компании добија 100 милиони евра државна помош. Со тоа активираа половина милиарда евра своји инвестиции. И затоа невработеноста во државата во нашиот мандат од 25% во 2016 денес е 12,8%. И јас знам дека денес сум во најземјоделскиот крај во државата. Не само во Струмица. Изборна единица 4 е и Прилеп, и Кавадарци, и Евгелија, и Валандово, и Богданци. Тоа е изборната единица, регионот која храни Македонија. Тоа се градови и села на највредните луѓе во државата. Тоа се градови и села на луѓе со испукани раце. Тоа се градови и села на луѓе кои знаат да стојат и по цел ден на скопските, кумановските, штипските и на другите пазари, за да може да има храна за сите.
И криво ми е што не е тука најдобриот министер за земјоделство во историјата на Македонија, Љупчо Николовски. Затоа што направивме земјоделска реформа. Субвенции добиваат вистинските земјоделци. 30% веќе се исплатени авансните исплати за новата реколта. Имаме историски највисоки субвенции за сите земјоделци. Има тука пратеници кои потекнуваат од кавадарци. Знаат што направивме за винарството. Знаат што направивме за извозот на виното. Знае Струмица колка ви се сега субвенциите, колкава е субвенцијата за зелена нафта и во новата програма предвидуваме уште повеќе. Ако досега зелената нафта ја субвенциониравме 50%, сега ќе ја субвенционираме 100%. Ако досега имавме субвенции највисоки досега, во новата програма предвидуваме 30% по високо ниво на субвенции до 2028 година. Со тоа, извозот кој денес изнесува 750 милиони евра, до 2028 година ќе биде 1.250 милиони евра извоз на македонски земјоделски производи. Тоа значи повеќе извоз, тоа значи повеќе приход за земјоделците, тоа значи побогати струмичани, кавадарчани, валандовчани, богданчани и гевгеличани. Тоа значи социјалдемократска политика. И пред крајот, сакам да завршам со нешто што ми лежи на срце и сакам тука да го кажам. Никој човек не се родил да биде најдобар, ниту па се родил да биде председател, или да биде премиер, или да биде министер, или да биде што му дава некаков поинаков статус во општеството. Таа чест ја добивате и треба да ја исполните. Мојата обврска како председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е оваа држава да оди напред. Оваа држава да не остане заробена и да талка поминатото. Оваа држава да ја донесе и следната стратешка одлука. Оваа држава да стане Европска Македонија. И тоа е можно само со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. И затоа ќе завршам со најубавите зборови на светот. Да живее Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, да живее Струмица, да живее Европска Македонија. Ви благодарам.